на устав. Втора Босна или втора Косово, таму кај што е Македонија етнички исчистена. А вие што ќе гласате за да си ја превземете одговорноста, да ги вратите македонците истерани од Лешок, од Теарце, не координативното тело, ти не верувам во него. Тие што ќе гласаат за промена на устав, на чело, да одат таму, да ги вратат луѓето. По можност некој од нив таму и да се населат. Оти Бранко Црвенковски го барат многу во Жилчерата и во Егуновце, да дојде со нив малку да поседи. И Бучковски го барат. И Бошковски го барат. Да не мислите дека ја тука нешто СДСМ го обвинувам. Ама да ви кажам една работа, господица Шекеринска. Бошковски беше во Егуновце. И пак ќе одиме. Барем јас знам за некои луѓе тука што немаат намера да се повлечат од таму. Оти господине Стојковски, што се ми дофрлувате од места. Немојте да се извинам. За денеска тука да се одвива седницата. Тука да се одвива седницата. Во вакво расположение, освен што има проблеми пред собранието. 1000 македонски синови се на позиции во ровови, по некоја нова граница и подела меѓу албанците и македонците, штитејќи ја последната македонска еклава пред Скопје. И тоа немојте да го заборавите. Легализација на Тетовски универзитет. Финансирање од страна на државата ќе се обезбеди за високо образование на јазици на кои што зборуваат најмалку 20% од населението на Македонија. Што значи тоа? Тоа значи легализација на Тетовски универзитет. Оти тоа е оформен, функционира 6-7 години, ПДП постојано се залага за негова легализација, тој работи, де факто, произведува високообразовни кадри, не знам колку се стручни, не ме ни засега многу, меѓутоа, од утре ќе треба да ме засега. Оти нема некој да формира нови универзитети. Еве го Тетовскиот универзитет, еве го Штуловиот универзитет. Еден од тие два ќе мора да финансира државата. Тоа го предвидува овој договор за мир. Тука е напишано, не знам зошто никој не сака да го прочита тоа. Што значи тоа? Дека паѓаат во вода сите обвинувања кои биле предавници, кои биле заштитници на македонскиот народ, кои давале, продавале закон за високо образование, кои биле лицемери, кои биле тие што не мислеле на нас. Знаете што? Јас сметам дека лека полека работите почињаат да се разјаснуваат и дека многу брзо ќе го добијат вистинското светло. Оти вистината може да се сокрива, меѓутоа вечно не може да остане во темници. Ја не сум против високо образование на албанците. Нели, тоа е предвидено во договорот, тоа функционира. Свети Кирил и Методиј, во Битола универзитетот, Тетовскиот универзитет. Меѓутоа, ако ќе се избројат работите на крај, албанците ќе имаат 3 универзитети, а македонците 1. Тоа, извинете,